Добар ден, паметна Македонија, добар ден, умни македонци. Ова е кругот на знаењето, првиот македонски квиз и петото издание, петочното издание, последно за оваа работна недела на прва вашиот омилен програмски македонски сервис. Знаете дека цела недела се дружиме и погодуваме и ве едуцираме со сите теми посветени на Македонија и се она што се нарекува теми и игри во круг на знаење. Денес имаме еден надпреварувач кој што победи вчера, но на позиција број 1 поздравете го нашиот нов надпреварувач Владимир. И на позиција број 2 го поздравуваме човекот кој што победи вчера. Поздравете го Давор. Останете на прва, во овој момент го отвораме кругот на знаењето. Првата игра едноставно наречена да или не игра во која што ги отпуштаме и ги релаксираме наши надпреварувачи, но не значи дека не бараме знаење. Владимир и Давор, играме да или не. 10 прашања, одговарате со притискање на тастерите пред вас и освојувате поени кои што ќе ви значат многу во текот на овој квиз. Ова е првата игра, да или не. Прашање број 1 од првата игра, да или не, вели вака. Саат кулата во Скопје датира од почетокот на 8-миот век, да или не? Давор, точен одговор, 2 поени. Владимир, неточен одговор. Не, таа е подигната во 16-тиот век во рамките на Султан Муратовата џамија. Прашање број 2. Најдолгиот пат и време води се филмови на режисерот Бранко Гапо, да или не? Така и двајцата сте филмски подковани, да, како и филмовите Истрел и Македонска сага на Бранко Гапо. Прашање број 3 од првата игра. Македонскиот буквар напишан во 1888 година имал 29 букви, да или не? Давор, точен одговор. Владимир, неточен одговор. Одговорот е да. Букварот го составиле Коста Групче и Наум Евро. Прашање број 4. Меморијалниот центар на Асном се наоѓа во близината на селото Разлог, да или не? Точен одговор и двајца сте биле ли во овој меморијален центар? Владимир? Не сум бил негде во Кумановско, мислам дека беше. Кај. Селото е Пелинце, Пелинце. а музеот отворен на 2 август 2004 година и двајцата по еден поен бидејќи бе точен одговор. На половина од првата игра, прашање број 5. Првото заседание на Асном го отворил најстариот делегат Панко Брашнаров, да или не? Поврзано се што е со Асном, вие знаете. Точен одговор било одржано на 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински. Прашање број 6. Селин Дион во 88 година во Даблин учествува на Евровизија и го освојува првото место, да или не? Гледате Евровизија и двајцата, тоа ми се допаѓа. Одговорот е точен. Да, пее на француски како представничка на Швајцарија. Прашање број 7. Заштитник на градот Прилеп е Свети Ѓорѓија, да или не? Точен одговор и двајцата, одговорот е не. Заштитник е Свети Никола, кој се празнува на 19 декември. 8 прашање. Македонската манекенка Катарина Ивановска дебитира како актерка во филмот Мачки, да или не? Мачки не е филмот, точен одговор и двајцата, филмот е Трето полувреме на режисерот кој, Владимир? Дарко Митревски, Дарко не е тоа Митревски. толку битно. Предпоследно 9-то прашање. Теодосиј Синаицки ја отворил првата македонска печатница во Солун 38-та година, да или не? Погрешен одговор и двајцата. Одговорот е не. Година на отворање на печатницата е 1838-та, а во повеќе наврати била палена до темел. Последно прашање, прашање број 10 и можност за последни 2 поени. Драган Спасов Дац е актуелен директор на Македонскиот народен театар, да или не? Давор, ти си во право. Владимир, погрешен одговор. Директор е на МНТ е Дејан Лилич. Така е, Давор. 12 поени за Давор и 6 поени за Владимир по завршување на првата игра. Да или не. Имаме 4 игри кои што ќе го одредат победникот. Верувајте, ова е навистина последно петочно издание на Круг на знаење, но ништо помалку напнато од претходните 4. Останете со нас. Пред да играме скалата, добро знаете дека ги запознаваме нашите надпреварувачи. Давор го запознавме веќе трет ден му е како е во Кругот на знаењето, но ништо не знаеме за Владимир. Владимир, кој си, чив си, од каде си? Од Скопје, оженет, Добро. сопруга Билјана, керка Калина, вработен во Македонски телеком, во Тихо. Како сте таму работите? Добре е сега за се. Добро е сега за Добро. сега. Гледаат ли, кои канали македонците највеќе ги гледаат? Освен прва? Освен прва, па
Претежно сите македонски, Discovery. Давор, што не дознавме за тебе во изминативе 2 дена, а имаш огромна потреба да го кажеш овој трет ден? Па освен основниве работи, фамилија работа, би додал хоби стрип. Имаме добра екипа кај што правиме македонски стрипови, промовираме домашни автори, имаме Сдружение Мак Стрипови, форум Мак Стрип, КМК, правиме стрип школи за средношколци у моментов, пробуваме млади малце да ги навлечеме на подзаборавена уметност, пошто во мое време и на Да, можно ли е во денешно време да се актуализира повторно стрипот како уметност и како четиво за младите луѓе? Па, како што сме добро посетени, на прав пат сме. Ајде да видиме какви актери ќе бидете вие во денешниот стрип наречен Круг на знаење. Време е да играме Скалата. Прв кој што игра Скалата е Владимир, бидејќи има помал број на поени од Давор, 6 поени и погодува асоциација која што започва на буквата Т, а поимот кој што даден е поимот Бел. Владимир, повели? Тенис, Тенис? Не. Давор, буква И. Тигар, Тигар. Така е, Владим, Давор, се извинувам, 2 поени, буква Шара. Ш. Шара. Шари, множина прифаќаме. Шари е те асоцирали нешто што започна на буквата Н. народни, Народни. Не, Владимир, буква О. Или сепак Давор дојде? Давор. Давор, буква за Давор С. носи, Носи. Носија еднина прифаќаме 2 поени, Давор, за тебе нови, буква Н повторно. понатам. Понатаму, Владимир, буква А за тебе. Народна, Народна. Така е, Владимир, 2 поени. П буква. Асоциација на народна. песна, Песна. Така е, Владимир, нови 2 поени. Буква Р, последен поен. рефрен, Рефрен. Не, Давор, буква И. Ритам, Ритам. Не, Н буква за Владимир. Рин. Владимир, понатам. понатаму. Давор, буква Г. рингтон, Рингтон. Така е, мелодија за звонење или популарно наречена рингтон. Последните 2 поени завршија кај тебе, имаш можност да погодаш финално решение за 6 поени, составено од Бел и рингтон. звонче, Звонче. Не, Владимир, купуваш буква. Купува, Така е, минус 2 поени и буква Т. Бел и рингтон. телефон, Телефон. Така е, рингтон на телефон и Бел телефон, Бел айфон. Петка кој што моментално е актуелен низ целиот свет. 6 поени за Владимир, бидејќи ја погоди првата скала која што ја играше тој. Одиме со втората скала. Давор, првиот поим за тебе е крем, а треба да те асоцира на нешто што започнува на буквата С. сладко, Сладко? Не. У буква за Владимир. супа, Супа, крем супа, така е. Супа од печурки. Супа асоцира на нешто на И. Владимир? понатам. Понатаму. Давор, буква Н. Ин. инекција, Инекција. Не. С. Буква Инстант, за... Инстант. Супа. Така е, 2 поени нови за Владимир и буква Л. понатам. Понатаму буква за Давор О. лотарија, Лотарија. Така е, Давор. 2 нови поени за тебе. Среќа. Среќа. Така е, Давор. Буква Б. берикет, Берикет. Не. Л. Владимир Бл. Владимир? Понатам. Понатаму, Давор, буква Е за тебе. Бле. плесок, Блесок. Не. Владимир, буква К. Блекджек, Блекджек. Тој го бараме, Блекджек го бараме. И последниот поим имаш можност да го погодуваш ти, буква С. понатам. Понатаму, Давор, буква П. Сп. спорт, Спорт. Не. Владимир, буква Л. Спл. Сплит, Сплит. Така е. Сплит имаме во Блекджекот и Владимир можност да освои 6 поени доколку погоди што е Банана. решението од крем и сплит. Кажи? банана, Банана. Така е, крем банана и банана сплит, познатиот десерти носат 6 поени, 28 поени за Владимир и 24 поени за човекот кој што трет ден е во кругот на знаењето Давор. Имаме уште 2 игри, односно имаме 3 игри. Една гратис од нас, цајднотот го заборев на крај, најдраматичната игра. Останете со нас, ова е круг на знаење, следуваат ликовите.
Еве, а третата игра ликови, играта комплетно посветена на републиката во која што живееме. Добро знаете, пети ден тоа ви го повторувам и го тестирам вашето знаење, но пред се го барам знаењето на Владимир и Давор, нашите денешни надпреварувачи во кругот на знаењето. Почнува оној кој што има помал број на поени. Давор, тоа си ти. Играме ликови во круг на знаење. Бираш категории, една од оние 6 понудени. Давор, категориите се географија, географија 2, народни херои, револуционери, културно наследство и спортисти. 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 Бараме знаење посветено за нашата популарна спортистка Атина Бојаджи. Прашање број 1. На 11 години Атина ги соборува сите рекорди на кратките патеки во слободен и во кој друг стил? Давор, како прв пријавен? Пеперутка. Прифаќаме, одговорот е делфин. Не само рекордите на Македонија, туку и во пранешна Југославија ги соборува на само 11 години. Атина Бојаджи. Прашање број 2. Во кој град е родена Атина Бојаджи на 13 март 1944 година? Владимир, го чекаме Давор да се пријави. Такви се пропозициите. Ако си пријавен, го чекаме Давор. Давор не се пријави, Владимир повели. Во Охрид. Така е, почина во Скопје на 28 декември 2010 година оваа позната Охриѓанка. Прашање број 3. На кој пливачки маратон стана најмлад победник со 18 години? Давор? Охридски. Така е, успехот, точен одговор, го постигна во 1962 година и нови 2 поени. Давор, за тебе. Прашање број 4, поврзано за Атина Бојаджи. Во Италија станува светски првак на солени води во 62 година на патеката од Капри до кој град? Владимир? Неапол. Така е, пристаништето од каде што се оди за убавиот остров Капри. Оваа победа представуваше само меѓучекор кон нејзиниот најголем успех. На половина од прашањата за Атина Бојаджи, пето прашање вели вака. Кој канал го преплива на 9 септември 69 година? Давор? Ла-Манш. Точен одговор, 2 поени, нови за Давор. Со тоа го повтори успехот на сограѓанинот Нико Нестор. Прашање број 6. Како се вика филмот снимен во чест на препливувањето на Ла-Манш? Давор, повторно прв. Исправи се делфина. Исправи се делфина, точен одговор, 2 поени за Давор. Филмот снимен 75 година во режија на Александар Ѓурчинов. Прашање број 7. Која актерка го толкува ликот на Атина Бојаджи во филмот Исправи се делфина? Уште 2 секунди можно да се пријави Давор, не се пријавува, Владимир повели. Неда Арнерич. Неда Арнерич, точен одговор. Атина Бојаджи, еден од соработниците во филмот и се појавува во сцената при излегувањето од водите на Ла-Манш. Прашање број 8. На кој македонски композитор е музиката за филмот Исправи се делфина? Давор? Славе Димитров. Точен одговор, Давор, нови 2 поени. 34 наспрема 34 поени, моментално изедначена бодовна ситуација. Филмот во трајање од 101 минута својата премиера ја имаше во 1977 година. Предпоследно 9-то прашање. Во кој град во Америка Атина ја продолжи својата кариера како тренер? Давор? Лос Анџелес. Така е, Давор, Лос Анџелес, точен одговор. Во овој град беше третирана како една од најголемите звезди на светското пливање. И последното 10-то прашање и последна можност за освојување на 2 поени или губење на 2 поени. Во 2000 година во анкетата на Утрински весник беше прогласена за македонска спортистка на што? Давор, повторно си прв. На милениумот. Давор, милениум не е одговорот. Владимир се пријави втор. Владимир? Спортист на векот. Така е, спортист на векот. Милениум си 1000 години, Владимир. Во 1998 година Македонскиот олимписки комитет и го додели признанието великан на македонскиот спорт. По завршување на ликовите, само 2 поени предност за Владимир, 36 поени и 34 поени за Давор. Со ваква бодовна ситуација влегуваме во четвртата игра на буква во овој момент. Четврта игра на буква. Почнува некој што има помал број на поени, за жал за само 2 поени. Давор, тоа си ти. 34 поени и ја играме твојата на буква. Имате мрежа од 5 на 5, замислен поен го погодувате за време од 60 секунди, 5 можности, точно решение носи 10 поени. Играме на буква, четврта игра во круг на знаење. Давор?
Еве го поимот, односно еве првата буква од поимот кој што го бараме од тебе. Првата буква е П, 60 секунди почнуваат да истекуваат. Сега 5 може да се погодување. Повели. Полет. Полет. П и Е. А Е не ти на точно место. Перач. Перач. П, Е, А, Ч на точно место. 30 секунди до крај. Пејач. Пејач. Така е, Даворе, викни пејач и 10 поени од твојата на буква завршуваат на твоето бодовно салдо. Честитам. Знаеш ли дека е пејач после перач? После перач, да. Ти пееш, ама не переш. Така си. Помагам, се прави. Добро, играме втората скала, односно на буква за Владимир. Првата буква е О од нашиот замислен поим. 60 секунди, Владимир, почнуваат да истекуваат сега. Огрев. Огрев. О и Е на точно место во зборот. Владимир, внимавај на половина од твоето време. Опсек. Опсек. О и Е повторно на точно место. Орден. Орден. О, Д и Е на точно место. Најдовме буквата Д. Уште 10 секунди. Не. Владимир, истече твоето време. Давор, за време од 10 секунди имаш можност ти да го погодуваш замислениот поим на Владимир. Давор, 10 секунди сега. Не знае Давор. Поимот кој што го баравме за Владимир беше оддел. И овие 10 поени можеби ќе сменеа нешто во вашата бодовна ситуација, но никој од вас не ги доби. Остануваме со кругот на знаењето и последната, најдраматичната, најкрвавата цајтнот игра на ред. Ова е цајтнот, ова е играта која што денес во петочното издание на Круг на знаење ќе одлучи кој ќе биде победникот за крајот на оваа работна недела. 44 поени има Давор, 36 поени има неговиот противник Владимир. Дали 21 поен ќе заминат кај Владимир или кај Давор, ќе дознаете во продолжение. Имате по 40 секунди на вашите бројчаници. Доколку даде точен одговор, вашето време се стопира, почна да тече противникот, времето на противникот. Во случај да не знаете, велите понатаму, или џокер, имате по 2 џокери и прашањето се префрла кај противникот. Онолку секунди колку што ќе ви останат по истекот на противникот, неговото време се додаваат на новите 40 секунди во втората рунда. Владимир и Давор, играме цајтнот во Круг на знаење. Почнува оној кој што има поголем број на поени. Давор, 44 поени, тоа си ти. Давор, кој француски моден креатор во 1953 година го воведува балон фустанот? Коко, Шанел. Пиер Карден. Давор, пред да се замонаши, Свети Кирил го носел името? Понатам. Константин. Давор, кој светски познат пијалок го измисли Џон Пембертон во 1886 година? Понатам. Кока-колата. Давор, со кое оружје Пари изгубил Ахил? Стрела. Точно. Владимир, како се вика врховната власт на католичката црква? Понатаму. Светиот престол. Владимир, чеканче у Зенгија, кое мало слушно ковче не достига? Понатаму. Наковална. Владимирот, што се прави руската Од водка? помпир. Точно. Давор, колку срца имаат октоподите? 1. 3. Давор, која му била жена на Аврам според Библијата? Џокер. Владимир? Џокер. Давор. Понатам. Сара. Давор, кое дрво од Бразил е познато под името дрво што плаче? Понатам. Каучук. Давор, кој политичар во Втората светска војна го заменил терминот Јуда? Понатам. Виткун Квислинг. Давор, температурата од минус 273,15 Целзиусови степени се вика? Понатам. Апсолутна нула. Давор, која птица се наоѓа на задната страна на 10 денари? Паун. Точно. Владимир, кој телефонски број е за повик на нашата држава од странство?
389. Точно. Давор, во кој европски град се наоѓаат Елисејските полиња? Франција. Париз. Истече времето за Давор. Одговорот него приваќам бидејќи кажа Франција, па потоа Париз. Париз беше точниот одговор. Со 26 секунди предност во втората рунда на цајтнотот влегува Владимир пред Давор. Дали тој ќе ги освои 21 финалниот поен? Останува да дознаете сега. Владимир, започнуваш ти. Владимир, кое е името на првото куче во Вселената? Лајка. Точно. Давор, под која кратенка е позната Унијата на европските фудбалски асоцијации? УЕФ. Точно. Владимир, Марсел Пруст во својот роман Трага по изгубеното Богатство. време. Владимир, кој шведски физичар го пронашол динамитот? Нобел. Точно. Давор, кој е најмалиот број на добиени гемови во тенисот за да се освои еден сет? 6. Точно. Владимир, како се вика областа во Етиопија од која потекнува кафето? Понатаму. Кафа, кафе или кафуфа? Владимир, кој актер е внук на легендата на македонското актерство Петре Прличко? Игор Джамбазов. Точно. Давор, најпознат машки лик од делата на Агата Кристи Херкул Пуаро. детективот? Точно. Владимир, на кој шпански сликар се делата Гола Маја и облечена Маја? Дали? Франциско Гоја. Владимир, колку Божи заповеди има во Библијата? 10. Точно. Давор, Константинопол, подоцна Цариград. Истанбул. Денес овој град е познат под кое име? Истанбул. Точно. Владимир, кој поет го води Данте низ божествената комедија? Джокер. Давор. Джокер. Владимир, која година се одвија? 1982. Точно. Давор, Егејското море го добило своето име откако во него се фрлил кралот? Егеј. Точно. Владимир, на кој орган се мери капацитетот со спирометар? Срце. Бели дробови. Владимир, која е единствената европска држава што има дипломатски односи со Тајван? Америка. Ватикан. Владимир, кој од апостолите го предаде Исус Христос за Јуда. 30 сребреници? Точно. Давор, наркокартелите ја контролираат дрогата во целиот свет, а тоа го прават од која држава? Колумбија. Точно. Владимир, како се вика познатиот актер татко на пливачка Наташа Димче Мешковска? Мешковски. Точно. Давор, како се викаше официјалната топка на светското првенство Понатаму. 2010 година во Јужна Африка? Понатаму. Джабулани. Давор, колку трае ефективно време за игра во европска кошарка? 40 минути. Точно. Владимир, Стивен Спилберг доби Оскар за режија 98 година спасувајќи го војникот. Рајан. Точно. Давор, клатното на Фуко и името на розата се Умберто романи Еко. на... Точно. Владимир, која е првата жена што сама го прелета Атлантикот? Понатаму. Амелија Ерхард. Владимир, што извикувале јапонските пилоти самоубици камиказите? Понатаму. За царот. Владимир, кој бил првиот добитник на Нобеловата награда во областа на физиката? Алфред Нобел. Рентген. Владимир, со единицата мерка Бекерел се Притисок. мери радиоактивност. Владимир, намалено количество шекер во крвта се вика Понатаму. хипогликемија. Владимир, кого го оковал Ескил во една од своите трагедии? Дедо. Прометеј. Владимир, која танталова мака не достига глад, жет и Понатаму. страв. Истече времето и со само 8 секунди денешниот победник и денешните 21 финален поен заминуваат кај Давор. Давор 65 поени победник, трет пат во кругот на знаењето. Владимир со 36 поени си одиш дома од круг на знаење со парична награда. Се гледаме ние во понеделник. Убав викенд. Круг на знаење има и во понеделник до петок на прва. Чао, чао. На почетокот имаше мала трема, после све беше во ред. Мора да признам дека многу се испотив, посебно што губев 24 секунди и 26 секунди во последната игра. Последната игра беше најдинамична, најбрза, со многу знаење. Успеав да се вратам на 8 секунди, стигнав до крај веќе кога беа последните прашања, некако ми олесни. Честитки за Давор и му посакувам среќа во наредните емисии.